Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Прашањето за промена на изборниот модел, можеби за момент, не е меѓу најжешките политички теми, но логиката вели дека во еден момент, во поблиска или подалечна иднина, повторно ќе се наметне како важно прашање за релевантните партии. Всушност, темата за воведување една изборна единица на најдиректен начин во јавниот фокус ја врати лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов со изјава на почетокот на годината, кога се закани и со напуштање на владата, доколку до средината на април не биде усвоено нивното барање. Трајанов подоцна го омекна ставот, што не значи дека неговата и други партии од коалицијата предводена од СДСМ се откажаа од инсистирањето за претопување на актуелните 6 во една изборна единица. Што велат искуствената и експертската страна на оваа тема? Меѓународната фондација за изборни систем, или накратко ИФЕС, со поддршка на УСАИД, спроведе поширок проект од кој меѓу другото треба да произлезе физибилити студија за дизајн или за промена на изборниот модел, кој би ги опфатила аргументите за и против една изборна единица и би ги земала предвид спецификите на земјава. Тројца од експертите вклучени во оваа активност, професорите Александар Спасеновски, Вели Креци и Гордан Ѓорѓиев, вечерва се гости во 360 степени токму на оваа тема. Дебатата со нив почнува за кратко. Ова е емисијата 360 степени. Независно од барањето на група партии за воведување една наместо актуелните 6 единици при изборот на пратеници во собранието, има ли реални причини да се разгледува евентуална промена на изборниот модел? Ова е темата на вечерашнава наша дебата со експерти вклучени во изработка на физибилити студија под палката на Меѓународната фондација за изборни системи, или накратко ИФЕС, со поддршка на УСАИД. Во студиото се универзитетските професори Вели Креци. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам. Благодарам. Александар Спасеновски, исто така универзитетски професор. Благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. И Гордан Ѓорѓиев, исто така доцент на предмети по политички науки. Благодарам што сте дел од 360 степени. Ѓорѓиев, реков и во генералната и во оваа најава дека проектот предвидува изработка на физибилити студија. До каде е тоа? Дали е готова? Не е готова, таа е во фаза на изработка. Студија која што ќе подразбира, да речеме, еден преглед на начините на кои што би можела да дојде до евентуална промена на изборниот систем во државата. Дали таа е замислена како сугерирачка студија, како студија која што ќе сугерира решение? Имено, таа апсолутно не е замислена како сугерирачка студија, како што сугериравте вие, затоа што прво таа под водство на меѓународна експертка која што работела на други такви студии низ светот. Ние тројца, колегите Вели Креци, Александар Спасеновски и јас сме на некој начин го даваме локалниот инпут, контекстот, бидејќи во ваков тип на студии контекстот е круцијален. Без контекст вие не може да наметнете никаков изборен систем, но дури и со контекст идејата за физибилити студија не е да наметне нов изборен систем или било какви промени во изборниот систем. Суштината е тука дека изборен систем не се менува без широк консензус не само на политичките партии, туку и на разни други чинители во општеството. Но едно од прашањата кои што ги разгледува е за и против една изборна единица, претпоставувам. Така? Например, да. Сакам да чуеме Марина Попеску, која што ја споменавте, експертката за изборни системи од Романија, со за и против аргументи една изборна единица, па ќе ја продолжиме дискусијата. The goals behind the one single district electoral reform are to ensure more proportionality and more equality of each citizen's vote. So that's the step back that one needs to make. Why do you want a single district? And indeed, there is a need for more proportionality, and especially a need to make sure that each MP is elected roughly with the same number of votes, no matter where they are elected in the country. And for that reason, the one electoral district is a potential positive route to take.
But at the same time, there are problems of thinking in terms of geographic representation, also other types of representation that may be jeopardized by giving up on any connection with the administrative and geographical units. Марина Попеску, експертка која што со домашните експерти работи на Feasibility студија за дизајн на изборниот систем. Александар Спасеновски, има ли реални причини да се разгледува евентуална промена на актуелниот изборен модел, настрана од оваа политичка дебата која што ја слушаме? Секако дека има причини да се размислува за коригирање, за адаптирање на изборниот модел, заради фактот што, како што можеме да видиме од неговото инаугурирање, се мисли на актуелниот изборен пропорционален модел со 6 изборни единици во 2002 година, па се до денес, од време на време, циклично, вие тоа добро го констатиравте, постојано лебди во површината, можеби некако главна, но се уште до ден денешен е присутна дебатата околу потребата од прилагодување, од промена на изборниот модел. Причината за ваквата работа, меѓу другото, или за ваквите повици, меѓу другото, е за да се осигура од една страна, нели, потполна представеност или потполна репрезентативност на сите сегменти во општеството, во парламентот, во законодавниот дом на државата. Суштината на изборниот модел е да обезбеди на некој начин потполна представеност или да биде одраз во огледало на она што се нарекува општествена стратификација. Во суштина многу битни се повеќе индикатори, но клучни се барем 3. Една и секако најважна е политичката стратификација, но со оглед на контекстот, нешто на што реферираше колегата Ѓорѓиев, многу важна во нашиот случај и етничката, половата и другата стратификација на граѓаните во општеството. И во таа смисла, доколку анализираме примената на актуелниот пропорционалниот изборен модел со 6 изборни единици, ќе можеме да видиме дека има обезбедена представеност, но не целосна во согласност со, еве така да се изразиме, нели, процентите на населението врз основа на неговата етничка, политичка и полова припадност. Во таа смисла, доколку направиме анализа на представеноста во собранието, да речеме во последните 5 изборни циклуси, ќе видиме дека врз основа на етничката структура, некаде околу 70% од пратениците се изјаснуваат како етнички македонци, 20 до 22% како етнички албанци и по 2% или по 1% останатите уставно споменати етнички седници. Од друга страна пак, кога станува збор за половата структура, исто така можеме да видиме дека тука постои еден диспаритет, една диспропорција во која што околу 70% од пратениците се мажи, а околу 30% се жени. И конечно доаѓаме до политичката представеност. Доколку ги анализираме последните парламентарни избори, ние можеме да видиме дека партиите кои не обезбедија места во собранието на државата имаат освоено повеќе од 30.000 гласови. Доколку таа број, што значи дека тие гласови не вродиле со плод, односно ги сметаме за изгубени гласови. Доколку оваа бројка на гласови ја ставиме во корелација со вообичаениот број на гласови колку што чини едно пратеничко место, ќе видиме дека тука станува збор за навистина изгубени гласови кои што би можеле да бидат претворени во соодветни конкретни. Станува збор за левица која што остои двајца. Кога би имале една изборна единица, тогаш би имале 5 пратеници, една изборна единица без изборен праг. Исто така, свое столче во собранието би имала Интегра, која што освои некаде околу 12.500 гласа во целата држава, но недоволно на ниво на една изборна единица за да освои пратеник. Точно, иако гласовите, да речеме, кои што ги освои партијата која што последна споменавме, Интегра, а тие беа повеќе од 12.000 гласови, што се еквивалент на за гарантирано освојување на пратеничко место, сепак заради природата на изборниот модел, тоа пратеничко место, тоа место во собранието на нашата држава не успеа да го остварат. И заради тоа тука ги гледаме причините зошто постојано лебди дебатата. Од друга страна, исто така мораме да бидеме фери да кажеме дека заради особеностите на изборниот модел, дел од помалите партии, особено партиите на помалите етнички заедници, за да освојат пратеничко место, се принудени да влегуваат во коалиции со
големите, со стожерните партии. Првенствено мислам на 3 најголеми политички структури во државата, на ВМРО, на СДСМ и на ДУИ, за да обезбедат свое место во собранието, иако според процентите, па и врз основа на последниот попис во нашата држава, можеме да видиме дека тие во суштина сметаат дека заслужуваат многу повеќе пратенички места, отколку што реално ги добиваат како кандидати на листите на ВМРО или на СДСМ. Професоре Креци, факт е дека овој коригиран пропорционален модел со овие 6 изборни единици сепак ги фаворизира поголемите купчиња, поголемите партии. Дали ова се доволни аргументи да се влезе во процес на промена на изборниот модел? Вака, значи, ние веќе од независноста до овој, до денешен ден имаме веќе 3 пати промената изборниот модел, поради одредени причини. Значи, почнувајќи од мнозински модел, па комбиниран и дојдовме до географски или пропорционален модел. Се разбира дека тука е тој факт дека овој изборен модел оди во насока или во бенефит на поголемите политички партии и се разбира дека помалите политички партии со влегување на коалиција пред избори, тоа исто така добиваат нешто, значи не се тотално надвор од целиот овој процес. Но од друга страна и токму од помалите политички партии се бара да се направи корекција или промена на изборниот модел, имајќи во предвид дека со оглед на бројот или капацитетот, потенцијалот на гласачи кои што имаат на целата територија, тоа ќе им донесе повеќе пратенички места. Тоа е еден аргумент зашто помалите политички партии се имат добра, да речам, причина за да побарат тоа. Од друга страна, мораме да имаме во предвид дека секоја промена на ваков еден крупен процес во државата ќе носи и промена во однесувањето. Значи, не можеме да одиме со премисија дека денешното гласачко тело ќе гласа на ист начин или ќе се гласа на ист начин од кога ќе се евентуално промени изборниот модел. Значи ја лично мислам дека тоа исто така треба да се има во предвид. Секоја промена носи и некои други непроценети или неочекувани промени во општеството. Например, најверојатно ќе имаме повеќе политички партии кои што ќе сакаат да конкурираат во изборниот процес. Исто така, знак прашање е колку помалите политички партии ќе можат да опстанат со една изборна единица, имајќи во предвид таа самата конкуренција која што ќе има во внатре-партиска организација. Исто така, значи, овие тоа исто така се сложувам со колегата која спомна дека мора тоа да биде во поширок, да најдеме поширок консенсус и да ги слушаме и страните, односно граѓаните, за да знаеме точно како они го гледаат изборниот модел. Значи, дали стварно е проблемот кај застапеноста? Дали е проблемот во представувањето? И што би значило тоа, да речеме, ако е тоа еднакво пропорционален во однос на број на пратенички места за 6 изборни единици, во однос на населението, и таму може да се направи некаква корекција. Значи, секоја иницијатива за целосна промена на изборниот модел, исто така може да носи и други промени во однесување. Сега барем колку толку се води сметка ако не носителот, тогаш другите 19 на предлог кандидатските листи да бидат од тој изборен регион. Прашањето ако е една изборна единица, дали ќе се води сметка за тој тип што е поврзано со географската представеност. И исто така, она што вие спомнавте на почетокот, ако се оди со еден изборна единица, најбитно е да се договара, да се разговара и за изборниот праг, затоа што тоа оди во пакет. Значи, без изборен праг, една изборна единица, тешко е тоа да се размисли, барем практиките што се во другите земји покажува дека мора да има еден изборен праг. Тој изборен праг исто така ќе ги елиминира неколку помалите политички партии во таа насока. Георгиев, еден од аргументите сега е дека, да речеме, во 6 изборни единици се станува пратеник со различен број гласови. Дека, да речеме, во 6-ка можеби се потребни помал број гласови за да се стане пратеник отколку, да речеме, во 3-ка или во 4-ка. Тој аргумент е постоечки, валиден, бројките го покажуваат, сите анализи го покажуваат, сите го знаат, не се адресира.
И дека една изборна единица би можела да го адресира тоа, не би можела. Зашто ние сме со ваквата поставеност кај што гласот кој што на демократија би требало да вреди исто, секој глас да вреди исто. Ние сме на граница на уставна одржливост во оваа смисла. И прашање на моменте кога ќе се прелее таа чаша и кога ќе мора да се направи нешто за да се уставно да се нивелираат изборните единици при ваков постоечки изборен систем. Една изборна единица автоматски го регулира тоа прашање, практично, како некакво чудо. Сега, ако една изборна единица без изборен праг, тоа е веројатно најблиската слика на широколикоста на општеството представена во парламентот. И од една страна тоа може да се смета за демократска придобивка, но од друга страна ќе се постави прашањето за стабилноста на владата, односно на формирањето на мнозинство и како се стигнува до тоа. Стабилноста на владите е, да речеме, едно од клучните прашања во демократијата и тоа е трка во трка заедно со другото представеност. Значи колку граѓаните можеме да бидат представени преку политичките актери, партии во случајов или некакви движења, и колку таа представеност, колку што е поширена лика, колку ќе доведе до нестабилност, условно кажано, владата. Ние мора тоа да го ставиме во контекст. Имаме стабилни влади или немаме? Последните 5 години не. Последните 5 години не. Една многу бегла површна анализа што ја правев, не е анализа, тоа е констатација дека ние од 2006 година, практично од 2008 година, со првите предвремени парламентарни избори во историјата на нашата плуралност, од 2008 до денеска имаме цело време постојано предвремени парламентарни избори. Во рамките на оваа физибилити студија правевме анкета, теренска анкета на овие теми, плюс неколку фокус групи, кои што всушност кажуваа дека огромен број, јас имам околу 62% од граѓаните, велат дека нам ни треба стабилна влада. Не сакаме предвремени избори. Внимавајте, тоа е голем период, практично пола од независност сме имале редовни парламентарни избори, пола сме имале предвремени. Јас ја разбирам партиската логика, дека има тука партиска логика, ги разбирам анализите на партиите, но тоа дава чувство на нестабилност. Кога зборуваме за промена евентуална или менување на изборен систем, ние треба да се прашаме зошто. Зошто сакаме да го менуваме? Каде се симптомите? И во таа какофонија во јавноста во која што партиите, морам да кажам дека многу долеваат во прилог на какофонија, дали долеваат намерно или ненамерно, да не навлеземе во таа тема, првата работа што ни паѓа на памет, а тоа го кажуваат сите анкети, вклучително и нашава последната, е дека граѓаните имаат неверојатна недоверба во 3 клучни политички актери, политичко-правни актери. Првите се партиите, над 83%, 89 се извинувам, од граѓаните не веруваат во политичките партии или имаат лошо мислење за политичките партии. Тоа е драматична бројка, а гласаат. Значи гласаат, овој број кој што верува 7%, кој што има добро мислење за политичките партии, не го отсликува реалноста на терен кој одиме да гласаме сите ние, нели? Втората се судството, ќе го трга на страна заради оваа дебата, третото е парламентот. И видите сега врската. Имаме политички партии кои што генерираат пратеници во парламентот, тие две институции имаат најголема недоверба кај граѓаните. Значи имаме симптом кој што е проблем. И сега да видиме зошто е тоа проблем. Има тука повеќе причини. Промената на изборниот модел, подобрувањето на репрезентативноста и представеността може делумно да го реши тој проблем, но нема да биде панацеа. Нема да ги реши проблемите со кои што се соочуваме како држава, да кажеме, или недовербата во политичките партии. Може малку од малку да го подобри, условно кажам, имиџот на партиите, ако евентуално се воведат овие преференцијални гласања. Она што се нарекува во јавноста колоквијално и недоволно точно отворени листи. Сакам уште нешто да кажам. Оваа дебата кај нас се одвива на две ниво. Едното е политичко, партиско, политичко, медиумско, второто е аналитичко, експертско. Ние мораме да ги соочиме тие аргументи. Бидејќи кога ќе видите вие на површно ниво позициите на партиите, практично на било која партија, за жал, ќе видите дека тие не кореспондираат со некакви сериозни анализи во самите партии, при тоа не мислам дека е сериозна анализа, проста симулација на кога би било ова, левица би било толку или интегра би добила толку. Тоа е еден тип на анализа која што не мора да кореспондира на реалноста кога би се променил изборниот систем. Спасеновски, вие во однос на евентуалната промена на изборен модел и стабилноста на мнозинствата и на владите. Да, стабилноста и овие бројки, овие анкети кои што ги правевме, тоа добро го покажуваат. На некој начин граѓаните живеат една парламентарна плурална демократија, меѓутоа
оние субјекти кои треба да интермедиарен елемент меѓу нив и институциите, а тоа се партиите, очигледно се предмет на голема недоверба од нивна страна. Кога зборуваме за стабилноста на владата, во нашиот случај важно и тоа многу добро да го напоменеме дека има на некој начин поклопување во моментот кога се воведе во 2002 година регионално пропорционалниот изборен модел, од тогаш започнува ерата на предвремено распуштање на парламентите во нашата држава. Тоа не мора да значи дека е резултат на овој изборен модел, меѓутоа тоа е една константа на која мораме да споменеме и да сметаме. Но од друга страна важно исто така да разбереме дека и покрај фактот што во повеќе од половина од македонската плурална историја парламентите не останува до крајот на нивниот мандат, важно е да се запознаеме со карактерот на условно речено уставниот инженеринг во нашата држава, во која што иако сме парламентарна демократија, една од двете алатки кои што во секоја парламентарна демократија постојат за предвремено распуштање на собранието, во нашиот случај нема. А тоа е правото на премиерот да побара од шефот на државата во случај кога има некооперативна средина со парламентот, тој парламент да се распушти. Кај нас таа алатка не постои, што значи дека 50% од алатките во парламентарните демократии во македонскиот случај не постојат, а сепак толку често имаме предвремени парламентарни избори. Според мене тоа е резултат на еден волунтаризам, би рекол, на една стратегија, малку груба би рекол стратегија на политичките партии заради политички проценки да вршат дисторзија на политичкиот систем за да се оди на предвремени избори на кои што сметаат дека ќе остварат поволен, подобар изборен резултат. Од друга страна, кога зборуваме за стабилноста, ако си го поставиме ние тука прашањето и гледачите, колку партии или каков партиски систем има во државата, верувам дека највообичаениот одговор би било дека ние имаме некаква форма на да го именуваме квадрипартизам или 4 големи политички партии. Меѓутоа, ако анализираме представеноста во собранието, ќе видиме дека наспроти тој квадрипартизам секогаш во плуралната историја во собранието имало повеќе од 10 политички партии. И истото на тој начин била конструирана и владата, во која што имало сигурно повеќе од 2 политички партии, а најчесто 6, 7 и така натаму, односно и оние помали политички субјекти кои што се дел од големите коалиции на големите стожерни политички партии. Оттаму, јас искрено не можам да го прифатам она стојалиште кое што често пати во теоријата се споменува дека воведувањето на една изборна единица гарантира поголема представеност, а произведува како за возврат помала стабилност. Јас сметам дека со една изборна единица ние ќе обезбедиме поголема представеност во светло на оние изгубени гласови за кои што говоревме. Меѓутоа, не сум сигурен дека тоа пак ќе воведе до помала стабилност со парламентарното мнозинство, а со тоа и на владата, бидејќи и сега политичките партии ги компензираат недостатоците на изборниот модел со формирање на широки коалиции во кои има повеќе политички партии. И затоа велиме дека наместо квадрипартизам, ние денеска или во собранието во суштина имаме повеќе од 10 политички партии кои што се представени во собранието. И во таа смисла и со овој изборен модел и со една изборна единица, доколку има конфликтност помеѓу политичките субјекти, таа ќе избие на површина и ќе се рефлектира со помала стабилност на владите. Така што во нашиот случај во оваа смисла сметам дека стабилноста нема да биде дополнително нарушена доколку се воведе една изборна единица. На иста линија сте? Значи, во моменталниот изборен модел, гледајќи бројот на политички партии кои што се дел од нашата политичка сцена, се 57 некако, ако не се лажам. И некако после секои избори со поголемите коалиции се успеваме да се формира влада и таа стабилна влада се стабилна во смисла на тоа дека иако се оди на предвремени парламентарни избори, влада која што има мнозинство гласови во парламентот. Сега, доколку одиме со промена на изборниот модел и тоа да биде една изборна единица, секако дека ја не гледам некоја разлика во однос на дека пак ќе треба да се формираат коалиции да се состави владата. Тоа што ќе излезе на терен, мислам дека за помалите политички партии ќе се види колку е реалната бројка на гласови на терен. Значи силата, политичките сили ќе бидат мерени на терен. Но од друга страна, пак поголемите политички партии ќе имаат потреба за да се за да коалицираат, за да се формира таа влада.
Дали е тоа пред избори, коалиции пред избори и после избори, пак ќе имаме коалицијска влада. Малите партии сметаат дека нивниот глас повеќе ќе тежи ако е заработен самостојно на избори. И затоа преферираат една изборна единица. И тука мислам уште не ги имаме конкретните или конечните резултати за да видиме точно дали тоа може да влијае на формирање на влада. Но она што знаеме дека со еден изборен модел има закана за централираност, повеќе централна фокус на донесување на одлука на политичката сцена. Значи, централизираност во однос на policy making. Тоа значи дека представеноста може да трпи, географската представеност може да трпи проблеми или загуби со оглед на тоа дека во некои, значи нашите карактеристики во државата е дека тоа може да се одрази и на представеноста. Скопје и онака доминира, ќе продолжи да доминира. Поголемите политички партии, логиката на поголемите политички партии ќе биде број на гласови, добиени број на гласови. Со оглед на концентрираноста на населението на одредени градови, фокусот, кампањата, целосната таа кампања ќе се фокусира на една единица. И занемиравајќи ги останатите рурални средини или географски средини, да речем. Тоа ќе за подолг период може да настане во однос да ја загрози представеноста на географската представеност во полисимик. Но, да, во однос на формирање на влада, пак ќе се вратам на тоа, да, можно е да имаме, како што реков, после коалиции, но сепак ќе биде влада која што ќе се состави од коалиции, каде што би помалите политички партии ќе биде со реална тежина во однос на број на гласови, но исто така може да има нестабилни помали политички партии со однос на тоа дека не ќе може да издржат секој изборен круг, со оглед на тоа дека ако вие не добивате не имате пратеник во парламентарно мнозинство или не сте дел од владата за еден или два циклуса, знак прашање е колку ќе бидете вие релевантни да бидете на трета. Нова партија ќе се појави која што ќе бара вашите гласови. Георгиев, во политичката дебата меѓу партиите може да се забележат разлики долж етнички линии. Дали овие истражувања што ги правевте, во нив имате резултати по етнички заедници, не? Но баш тоа беше едно од заклучоците, те се многу прелиминарни, бидејќи не ни се средени, дека практично нема, дека и македонците, ако ги зборуваме се македонците и албанците, као најголеми групи, да кажеме, се свесни дека не сме да се наруши евентуален етнички баланс. Добро. И дека било каква промена во изборниот систем или било какви fine tuning, значи некакви штелувања, не би смеле да додат на тоа. И тоа е, мислам, и тоа е добар индикатор дека има една високо ниво на свест дека да не чепкаме таму кај што може да се отвори Пандорината кутија. Но бројките што ги кажуваме не само од оваа анализа, не само од ова истражување, околу популарност или непопуларност на политичките партии, позади овие бројки стојат конкретни имиња на политички партии. И тоа големите са, ние се правиме фини, тука не ги кажуваме со име и презиме, нели? Ама тоа се конкретни партии од кои што големо мнозинство на граѓаните, огромно мнозинство на граѓаните има незадоволство. Тоа по дефиниција значи потенцијална нестабилност на политичкиот систем. Кога кажуваше Александар за овие Python партии што ги нарекуваме во негативна смисла, најчесто кои се врзуваат, една изборна единица би може да ги одврзе. Некои ќе потонат, тие што биле вештачки врзани, кои што креирале или создавале слика дека имаат посилна позиција на терен, со тоа и повеќе пратеници, некои ќе си го добијат идентитетот. Не знам сега, на име прво ми паѓа на памет, Интегра и ЛДП. ЛДП е либерална партија. Веројатно таа се гуши на некој начин и тоа го покажуваат. Низ јавни настапи се гуши со големиот брат. Интегра, во ред, нека добие, нека прави космодроми. Ќе ги видиме космодромите какви се и ќе излезат на рамноденица, ќе излезат некои партии кои што треба или не треба да бидат. Разбирате? Јас сум за конзервативен пристап во принцип на оваа тема. Дека мора бавно да се оди, бавно да се отвараат работите. Оваа тема се отвара во тивки времиња, не пред избори. Ако ги гледате вие последните циклуси, таа цело време се отвара година дена пред избори и после на крај ќе кажат, не може да се отвара изборниот закон. Добро, во таа смисла, веројатно сега и не е толку лош момент, бидејќи не личи дека утре ќе има избори. Момент, именно, да.
А инаку за feasibility студијата, таа во суштина ова што разговараме би требало да покаже и ќе покаже, ќе биде како некаков водич и некаков приречник. За да се тргнат на страна дневно политичко-политиканските дебати, за да може се видиш, ако го направиме ова, што ќе добиеме. Ако го направиме ова, што ќе добиеме, од прилика. Спасеновски, представеноста, пропорционалноста, мислам дека може да се подобрува и преку евентуална промена на формулата за пресметка на гласовите, така? Да. Во моментот кај нас се користи така наречената Донтова формула, да. и таа се смета дека им дава предност на поголемите, така? Да, се согласувам. Значи, ние генерално и од аспект на ова за кое што вие сугерирате, исто така една од опциите, една од можностите за тоа коригирање, за дотерување, за прилагодување на изборниот модел може да биде и доколку партиите, да речеме, се определат за една умерена, би рекол, промена во насока на задржување на постоечкиот изборен модел, меѓутоа корекција на формулата, на начинот на пресметка на гласовите. На тој начин би се остварила една важна цел која што ја има примената на актуелниот изборен модел, а тоа е неговата, би рекол, долготрајност која што создава определени навики и која што на некој начин овозможила низ сиве овие години, низ сиве овие изборни циклуси, изборниот систем, актерите вклучени, Државната изборна комисија, политичките партии и конечно граѓаните да стекнат определени навики и со своето однесување да придонесуваат постојано се подобро. Кои опции стојат тука на располагање? Во оваа смисла, врз основа на овие прелиминарни податоци кои што ги имаме со анализата, доколку на една страна го имаме Донтовата формула, која што, како што вие тоа добро го кажавте, оди во прилог на поголемите партии, имаме други квоти и други формули, најчесто присутни во поголемите во демократските држави, кои што даваат различна слика, да речеме, различна слика на составот на собранието. Во таа смисла, доколку ја споредиме Донтовата формула како актуелна и која што оди во прилог на статус кво позицијата со, да речеме, така наречената харе квота, ќе можеме да видиме дека постои определена разлика во составот, да речеме, еве во последниот актуелен состав на Собранието на Република Македонија, и тоа во оној дел кој што и вие го споменавте, кога зборувавте за една изборна единица, односно во смисла на тоа дека при евентуална ваква промена на пресметките, една од политичките партии, беше спомената Левица, би имала повеќе од 2 пратеника, а исто така партија која што не успеа да влезе во Собранието, а тоа е партијата Интегра, исто така би можела да освои пратеничко место, што на некој начин овозможува во насока на зголемување на представеноста. Меѓутоа се разбира тоа како финална одлука, еве така да се изразиме. Дали ќе има една изборна единица, дали ќе има задржување на статус квото со промена на пресметката или нема ништо да се направи, се зависи од политичките партии, а задачата на ова, да речеме, темелно истражување во кое вклучува симулации, истражување на јавно мислење, фокус групи и анализи, е да им представува еден вид на теоретска, би рекол, но истовремено и практична база на политичките лидери, на општеството во целина да донесат или да не донесат одлука за промена на изборниот модел. Не сакам да го скокнеме прашањето за отворените листи. Вие, Георгиев, го споменавте. Професоре Креци, за вас ќе биде следното прашање поврзано со евентуална промена од затворени кон отворени листи, но прво сакам на таа тема да ја слушнеме Марина Попеско, експертката за изборни системи од Романи. You would want to have open lists so that voters have more choice, that they can express more than a party choice, but they can decide who their representative as a person, as an individual is. The same applies to the parties, that they would have to change and learn a lot about how to compose their lists, how to advertise, how to campaign. And last but not least, this is a significant challenge for an electoral administration to process. This is a very different, more complicated and lengthier way of aggregating the votes and of calculating election results that takes learning, and it takes learning to actually do it, but also to communicate the difficulty and to ensure the legitimacy of the process.
Професоре Креци, тоа значи дека освен за партија ќе можете да гласате и за кандидат на понудената листа. Сега, кога одиме на избори, на пример, за пратеници во собранието, гласаме само за листа, а редоследот на тоа кој влегува, кој не е претходно одреден според тоа кој на кое место е според одлуката на партијата. Така, да, многу јасно кажавте, значи разликата е во тоа дека со отворените листи граѓанинот, гласачот има право да направи своето рангирање од понудената листа, кое што не е во спротивно, значи со затворените листи кои што партијата исто така ја доставува самата листа и граѓанинот нема право или гласачот нема право да направи разлика од тоа. Звучи демократски, звучи како развластување делумно на партиското лидерство, повеќе демократија во секој случај, така звучи. Но апсолутно да, така звучи и мислам дека до еден степен и така е доколку имаме гласачи кои што ќе бидат добро информирани и од каде што самата партија ќе има балансирана политичка кампања за сите кандидати кои што се на листа. Значи нема да ја фаворизира еден од понудените кои што се таму, затоа што тоа исто така има влијание на перцепцијата на гласачкото тело. Значи тоа ќе биде доста комплицирано за самите политички партии за да излезат со отворени листи и после тоа да имат балансирана политичка кампања пред граѓаните. Исто така малку ќе биде комплицирано и за граѓаните, затоа што граѓаните ќе треба да ја прелистат сите тие 20 или повеќе можеби ќе биде, и од тие сите 20 ќе може да се фокусираат на еден или два. Се ако почнеме со постфестон процесот, тоа ќе значи дека они веќе ќе имат едно формирано мислење пред да идат на гласање, кое што ќе исто така ќе зависи од самата кампања на кандидатите кои што ќе бидат на листа. Значи отворените листи да се демократски, значи се појавува и прашањето на колку ние стварно институционален капацитет имаме за да тоа преференцијалните листи да после тоа за да можеме да изброиме. Нема да имаме ние конечни резултати после завршување на изборот во 7, кога се затворат кутиите, ние во 9 да очекуваме резултати. Тогаш ќе треба да почекаме ден-два, можеби и 3 дена. Добро, се смета дека нема изборна администрација која што е научена и тренирана однапред, се разбира ќе мора да помине процес на тренинг и на учење, но да, ова што го зборувате. Но сепак нема да имаме ние веднаш резултатите. Иако да се оди све дигитализирано и со гласање напреку, значи имейл гласање или да речеме онлайн гласање, пак тоа ќе има некое задоснување со оглед на тоа што сега се случува, дека ќе очекуваме ние до крајот на денот да ги имаме прелиминарните резултати. На Косово има така, има Косово се отворени листи. И тоа значи од практиките и искуството во другите држави се појавуваат некои девијации кои што исто така тоа треба да се види по-детално да се анализира нашите карактеристики као општество и како тоа може да влијае на стварно на ова Георгиев, како се води кампања тогаш? Сега гледаме партија со партија се тепаат, тогаш 20 кандидати, да речеме, од една иста изборна листа во рамките на еден изборен регион, ќе треба секој сам да води кампања за себе. Да, ова што овие аспекти техничко-суштински или суштинско-технички што ги спомна колегата Креци се посебна тема. Дека ако навлеземе во нив, навистина се крева косата на главата, тие што имаат коса. Но, не навлегувајќи во тие, сакам само да кажам дека ова се две различни теми. Значи, ние можеме да зборуваме во Македонија дека за промене изборниот систем или модел од 6 во 1 или варијации на темата која што предлагаат партиите, таа ќе донесе поголема представеност. Најверојатно ќе ги реши проблемиве со уставни аспекти што ги имаме околу важноста на гласот, вредноста на гласот. Отворени листи отвара друга Пандорина кутија, а тоа е какви партии имаме, каков е квалитетот на внатреполитичкиот живот на партиите и каква е природата на одлуките што ги носат тесното раководство на партиите визави кои ќе дојде на листата. Бидејќи во овој момент и со една изборни, со 6 изборни, ние добиваме на избори пакетче, СДСМ, пакетче ВМРО, пакетче ДУИ. Ние не знаеме што има во пакетчето. Отворена листа ви го дава отворено пакетчето или кутијата со колачи. Иако пак е делумно предодредена, преддетерминирана. Зависи. Има огромен диапазон на варијации, до таму да можете негативно да валоризирате кандидат на друга партија.
Значи, многу е широка на листи, таа не е за овој тип на дебата, Не, ама таа не на вистина можете сам да допишете име. Во Во таа сам смисла. да пишете, да. Но, сепак, кога би се почнало на некој начин, на локално ниво, ние сме го разговарале вака во дебата, во разговор, на локално ниво да се почне за локални избори, да се види какви ќе бидат искуствата, бидејќи голема можност или голема моќ на крајот на кришта му давате на гласчо дека стварно е во позиција да одбере некој или да казни некој, ако не е задоволен од својата партија на крај краишта. Тоа се создава други проблеми сега. Дали треба партиите да бидат толку распланирани, дали треба толку флексибилни да бидат. Бидејќи партијата има потреба од некаков ред, хиерархија, до некаде авторитарност. Но повторно би ги одвоил овие две теми, бидејќи се различни, може би бидат комплементарни. Еве, на пример, проста симулација кажува дека со една изборна единица ние ќе имаме проблем да воспоставиме отворени листи. Технички проблем ќе имаме. Веројатно подобро би функционирале отворени листи во контекст на 6 изборни единици. Затоа што ако останат 120 пратеници, тогаш може да мислите како ќе изгледа. Да, ливчето ќе биде огромно. Да. На пример. Спасеновски, вие како размислувате на темата отворени листи? Да, односно отворени листи би сакал да извлечам од целава дебата еден податок кој што го споменавме на почетокот, да додадам уште еден податок и за да сватиме состојбата и причините зошто во јавноста толку долго лепди и ова барање меѓу другото за воведување на овој модел на преференцијално гласање, односно популарно наречените отворени листи. Од една страна имаме анкетата на која што чии податоци меѓу дел од тие податоци ги спомена и колегата Ѓорѓиев, која што упатува на тоа дека граѓаните навистина имаат голема недоверба во политичките партии. Меѓутоа, ние знаеме теоретски дека политичките партии не се единствениот интермедиарен елемент помеѓу граѓаните и институциите. Граѓаните имаат право и самите да се организираат во таа смисла доколку сакаат да обезбедат некаква представеност во собранието и да учествуваат на изборите. Меѓутоа, од друга страна, ние доколку направиме споредба на составите, анализа на составите на собранието на нашата држава, можеме да заклучиме дека бројот на независни пратеници во последниве 5-6 собраниски состави никогаш се движи просекот некаде околу 3 независни пратеници. Што упатува на заклучокот дека целиот овој простор на парламентарна демократија го имаат окупирано партиите. Секако во сите држави најголемиот дел од просторот е окупиран од страна на партиите. Меѓутоа во тие партии или има малку пожив демократски амбиент, но исто така не е ускратена можноста и на граѓаните како групи на граѓани да учествуваат на овој изборен надпревар. Меѓутоа кај нас иако тоа не е забрането, гледаме дека таквото право или таквата можност не се користи често. Што упатува на заклучокот дека вниманието треба да се насочи во насока на демократизирање, да речеме, ако можеме така да кажеме, на процесот на селекција на кадрите кои што политичките партии им ги нудат на граѓаните на парламентарните избори и веројатно таквото незадоволство од таа понуда предпоставувам дека е причината за се поголемиот раст на тие гласови за потребата од коригирање на изборниот модел во овој дел, бидејќи целта не е да се воведе преференцијалното гласање самото по себе, туку да имаме подобар парламент. Да имаме парламент кој што на подобар начин ќе ја остварува онаа законодавна функција од една страна, меѓутоа многу важна онаа друга контролна функција кога станува збор за институциите на извршната власт, односно на владата во целина. Сосема друга тема пак е системската предност која што ја добиваат дел од партиите со некои решенија во изборниот законник, но велам дека тоа е сосема друга тема. Времето ни истече, дека не зборувате само теоретска основа, зборува фактот дека сте биле пратеник, така? Во колку мандати? Во еден мандат сум бил и функционер висок на политичка партија, и јас сум ги гледал тие работи, сум ги разговарале ние. Овие бројки што ги кажуваме упатуваат на предупредување до политичките партии дека тие си го имаат консензусот, премолчениот консензус меѓу нив, да не се менува, да речеме, изборниот систем. И дека е добро вака како што е. Да нема нови актери да влегуваат. Но овие бројки на апатија, цинизам и незадоволство ќе се удрат од глава. Не, поентата ми беше дека не беше ова само теоретска дебата на теоретичари, туку и на луѓе кои што активно биле во политиката. Ви благодарам што бевте. Да. Благодарам што бевте дел од 36. По паузата е новата саботажа.
Звучи на вистина чудно кога по објавата дека една граница за секогаш му е затворена. Се појавуваат и за неговиот ангажман надвор се интересираат тие кои имаат домашна обврска да внимаваат на него. А со своето поведение му дадоа шанса да побегне или само му ја кренаа рампата слободно да си замине. Да, Груевски е паднат пред години, меѓутоа мислам дека крайно време да се прашаме сите ние што прави тој точно во Унгарија. Со што се занимава е тешко да се предпостави, но може да се каже дека со оглед на искуството или пренесува практични методи или го надградува своето знаење. Ама изгледа дека неговиот модел на многумина им фали, па затоа со нескриени импресии се глаголи за начинот на кој со земјата управува неговиот домакин. Знаете, многу треба да бидеме опрезни и да се радуваме на тоа дека има во некои земји во нашето обкружување лидери кои што водат сметка за својот народ, за интересите на својот народ пред се, без да бидат вазали. Стилските фигури со кои се збогатува терминот власт не застануваат само на западно-слугинската квалификација со која им се определува односот кон Русија. Туку тоа културолошки се подигнува на повисоко ниво со користење метафори со кои всушност се наметнува став дека се дибидус. Такви дрва во Македонија сега се на власт и такви аматери се на власт, што дури и бугарите се на величина за нив. Да една ваква екипа во Бугарија си игра игри со македонската влада, само покажува, како што реков, какви дрва во моментов ја водат македонската влада. Од секое дрвце не бива свирче, ама тоа станува јасно дури по цел еден век талкање низ политичката шума. Најважно е сепак да се свати дека треба да се фати тоа што најдобро се знае. Повторно обидувајќи се да се вратам во некогашна форма со мојот омилен инструмент хармониката, така да во меѓувреме поработев на тој план, малку повеќе вежбав. Тие пак што вежба ден на едната, ден на другата страна, за да никако да си го најдат вистинското место. Пробуваат да бидат бучни за да се чујат, ама ниту на тие на кои им подсвирнуваат изгледа не им се допаѓа нивниот ритам. Вие сте коалиција со него, кажете му дека свадбата е завршена, касно е за тапани да удира. Како што свадба без тапани не бива, така ниту седница без озвучување и со аматерска камера, од која повеќе се слушаат местачите отколку советниците. Ти да го држиш. Не смешно. Ајде, како е, добро? Ајде види се. Абе, јас се понесат од него. Што декември пуштено барање, градоначалникот Куцунски вети дека ќе обезбеди еден микрофон. Јас ви само сепак да користиме говорница, ако може погласно да зборуваме за да не слушнат и граѓаните се. Микрофон и озвучување аеродром мора да добие. Не за друго, туку за да може гласот на градоначалниците да биде посилен од буката што ја прават моторните пили кои сечат по нивна наредба. Толку за вечерва, се гледаме в понеделник од 22.